Ебингхаус рекол: психологијата е наука со долго минато, но со кратка историја. Почитувани ученици, денес ќе разговараме за раните почетоци на психологијата на спортот. Јас се сложувам со Ебингхаус и би додал дека и спортската психологија, како дисциплина на психологијата, е научна дисциплина со долго минато, но со кратки историја. Уште во античко време, за време на организирање на Олимписките игри, луѓето биле свесни дека покрај телото и физичките подготовки, и умот игра значајна улога во процесот на самите игри. Но, поради фактот дека тогаш психологијата се уште не била етаблирана како наука, оттаму и тоа дека спортската психологија како неизина научна дисциплина не можела да биде етаблирана како научна дисциплина. Но работите полека почнувале да се менуваат кон крајот на 19 век, кога спортската психологија почнува да гради својот идентитет. Од самиот почеток на неизиниот развој, па се до ден денес, постојат 6 периоди кои сведочат за хронолошките текови на спортската психологија, а тоа се следни. Првиот период траел од 1895 година до 1920 година и истиот е именуван како ран почеток. Вториот период траел од 1921 до 1938 година, именуван како ерата на Колман Грифит. Третиот период траел од 1939 година до 1965 година и е именуван како подготовка за иднината. Четвртиот период траел од 1966 до 1977 година, именуван како воспоставување на спортската психологија како академска дисциплина. Петиот период траел од 1978 до 2000 година, именуван како мултидисциплинарен развој на науката и практиката на спортската и рекреативната психологија. И шестиот период започнал во 2001 година и трае до ден денес, а именуван е како современа спортска и рекреативна психологија. Со оглед на тоа, дека ние ќе разговараме за раните почетоци на спортската психологија, главен акцент ќе биде ставен на првите два периоди, но ќе ги спомнеме и останатите 4 со нивните главни карактеристики. Првиот период, или периодот на ран почеток, рековме дека траел од 1895 година до 1920 година. Две имења се многу важни за овој период. Првото е Норман Триплет. Тој бил професор по психологија на Универзитетот во Индијана и бил страстен велосипедист. Она што него го интересирало во тоа време било дали велосипедистите возат побрзо кога се во тим или во група, отколку кога возат индивидуално. Тој направил соодветен експеримент и докажал дека велосипедистите кои возат во тим, односно во група, возат подобро и забележуваат подобри резултати во однос на велосипедистите кои возат индивидуално. Оттаму, овој феномен добива и свој поим, познат како социјална фацилитација. Второто име за овој период е Едвард Скрипчер. Неговиот научен интерес бил насочен на студии за реакционото време и движење на мускулите кај мечувалците и атлетичарите. Но, покрај овој негов интерес, тој својот научен интерес го насочил и кон експерименталната психологија со цел да ги изфрли интроспективниот и филозофскиот пристап од науката, психологијата или од спортската психологија како неизина научна дисциплина, бидејќи тие два пристапи биле субјективни и не давале објективни, релевантни податоци. Во однос на вториот период и ерата на Колман Грифит, веднаш можеме да заклучиме дека самиот Колман Грифит, по кого е
наречен овој период, оставил најголем впечаток во науката, односно во психологијата или во спортската психологија. Колман Грифит бил професор по образовна психологија на Универзитетот во Илиноис. Во 1925 година тој ја отвара првата истражувачка лабораторија по спортска психологија во Соединетите Американски држави. Па оттаму заслужено го добива и приматот татко на американската спортска психологија. Она што тој го работел било адаптација и примена на сознанијата од психологијата, односно сакал да ги имплементира дотогаш утврдените сознанија од психологијата во спортската психологија како релевантни научни сознанија кои се базирале на релевантни научни истражувања и на таков начин сакал да ја подигне психологијата, но и спортската психологија на едно повисоко академско, односно научно и практично ниво. Следниот период, третиот период, или именуван како подготовка за иднината, во себе има три главни имиња, а тоа се следните. Франклин Хенри, тој бил професор на Универзитетот во Калифорнија и својот научен интерес го насочил кон психолошките аспекти на спортот и моторното учење. Понатаму, Дейвид Трейси сакал да осознае дали и на кој начин релаксационите вештини, техниките за самодоверба и автосугестивните техники влијаат врз спортистите. И на крај, Дороти Јејц се интересирала за тоа како позитивните афирмации и релаксационите вештини влијаат врз успехот на самите спортисти. Четвртиот период именува како воспоставување на спортската психологија како академска дисциплина, со себе носи три клучни или главни настани, односно настани кои што го одбележале овој период. Првиот настан е тоа дека спортската психологија почнала да се профилира како засебна научна дисциплина. Вториот настан е тоа дека во 1965 година одржан е првиот светски конгрес на спортската психологија во Рим. И третиот, во 1969 година Брус Оголви и Том Тетко го создале првиот спортски психолошки тест кој бил наменет за мерење на мотивацијата на спортистите и за предвидување на нивниот успех. Следно, петиот период, или именуван како мултидисциплинарен развој на науката и практиката на спортската и рекреативната психологија, ги има следниве главни одлики. Спортската психологија почнала да забележува голем напредок, да станува прифатена и почитувана од пошироката јавност, а не само прифатена и почитувана од академските кругови. Понатаму, забележан е подем на рекреативната психологија. Следно, се забележува професионализација на спортската психологија, што значи психолозите кои што сакале да се занимаваат со спортска психологија, имале обврска да поминат соодветни обуки, едукации, со цел да го зголемат своето стручно и професионално знаење, кое потоа ќе можат да го применуваат како професионални спортски психолози. И дошло до етаблирање на психофизиолошката ориентација, што значи дошло до една синтеза на психологијата и физиологијата, односно синтеза на сознанијата добиени од психологијата и од физиологијата, кои биле во насока на подобро разбирање на самите спортисти. И шестиот период, именуван како современа спортска и рекреативна психологија, во себе ги има актуелните и идни трендови, кои што треба да продолжат да се градат и да се создаваат во иднина. Некои од нив се следни. Тренинг за психолошки вештини и апликативна работа. Се почесто се забележуваат тренинзите од ваква природа, кои што потоа овозможуваат директна примена на спортската психологија во пракса. Потоа консултативна и клиничка специјализација, се создадени многу модули, едукации од
спортска психологија, кои што овозможуваат поголемо знаење за самата дисциплина, етички принципи и стручни компетенции на спортските психолози. Тоа подразбира дека спортскиот психолог кој сака да се занимава со спортската психологија треба да биде претходно лиценциран, сертифициран и на таков начин да се зачува интегритетот и кредибилитетот како на самата наука, така и на професијата. Следно, се забележува мултидисциплинарен приод, како што е психофизиологијата, потоа се користат и некои други методи за следење на мозочната активност и сето тоа со цел подобро разбирање на функционирањето на спортистите. И на крај имаме имплементација, користење на квалитативни методи, најчесто тоа е во истражувачки цели, како што се примената на интервју, фокус групи, наблюдување и така натаму, со цел да се разберат односите, поведенијата на спортистите од еден поинаков акол. Драги ученици, јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето внимание и драго ми е доколку успеав да ви ја презентирам спортската психологија од еден нејзин историски аспект, односно да ви ги презентирам почетоците на самата спортска психологија и нејзиниот развој и тек и да ви ги представам нивните главни одлики, како и драго ми е доколку ви помогнав подобро да ги разберете. Ви посакувам да останете во добро здравје и во добро расположение. Довидување.